Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Почитувани слушатели, добар ден. Петок е 26 мај. Времето не наговестува дека доаѓа лето, но се надевам дека со програмата на Радио Слободна Македонија ќе се чувствувате добро. Се надевам дека во следниот еден час во Пулт на Радио Слободна Македонија ќе ви овозможиме добра анализа, добри информации кои ќе направат да имате убав ден и еден бовет во еден добар викенд. Денеска во Пулт повторно анализираме политичката ситуација во Македонија. Во очекување сме на обелоденувањето на составот на новата влада. Мандатарот Зоран Заев завчера од Брисел по средбата со Могерини најави дека до крајот на неделата ќе биде познато кои партии и со какви кадровски решенија ќе влезат во новата влада. Веќе од понеделник се очекува и собранието да расправа по ова прашање и да биде избрана новата влада. Во Пулт денеска составот на новата влада, очекувањата за тоа кои партии ќе влезат во новата коалиција, како ќе се однесува ВМРО ДПМН во следниот период, каков беше исходот од протестите, граѓанските движења кои што ги гледавме во изминатиот период, постои ли се уште опасност од тиранската платформа. Ова ќе бидат дел од прашањата за кои денеска ќе разговарам со мојот гостин соговорник, аналитичарот Александар Пандов. Останете на оваа фреквенција, почнуваме по музичкиот вовет. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Добро дојдовте во нашата дебата во Пулт на Радио Слободна Македонија. Како што најавив, денеска политичката состојба анализирам со аналитичарот Александар Пандов. Добро дојде во Радио Слободна Македонија. Добро ден, најдовте. Денеска се очекува Заев да го обелудени составот на новата влада, утре на Конгрес да се потврди како лидер на Социјалдемократскиот сојуз, а веќе од понеделник пред пратениците да се најде составот на новата влада која треба да биде избрана. Ајде најпрво, дали очекуваш сите албански партии да бидат дел од коалицијата на Заев, односно дали очекуваш БЕСА да прифати коалиција и да влезе во владата која ќе ја предводи Социјалдемократскиот сојуз? Па информациите, пред се ти благодарам за поканата во емисијата. Информациите кои што кружат во јавноста, што можеме да дојдеме до нив, кажуваат дека постојат од една страна можности БЕСА да биде дел од владата, од друга страна дека постои отпор околу тоа. Сега политички гледано, кога би бил човек на нивно место, секако дека не е паметно за нив како нова политичка партија која што својата кампања ја имаат истерано на основ на критика до тогашното работење на ДУИ, пред се, значи, пошто како етнички албанска партија е БЕСА, се заснуваше на критики на ДУИ со најпогрдни зборови од типот дека се тоа тендер коалиција со ВМРО, дека тоа се криминалци, бандити, какви не све епитети им беа ставани на ДУИ од страна на БЕСА. Сега истата таа БЕСА да седне во влада заедно со ДУИ би било многу неприродно, многу чудно. Дополнително што тоа мислам дека со сигурност би предизвикало големо разочарување кај нивните поддржувачи и членови. Секако дека на БЕСА им е јасно моментот на невлегување во влада која што доста известно, исклучително краток период на трајање ќе има, дека само уште повеќе ќе им го зголеми нивниот рейтинг. Оние анкети кои што можевме да ги погледнеме, а тоа се неколку кои што се појавија и тоа стриктно околу албанците во јавност, покажува дека рейтингот кој што го има БЕСА во моментов е подеднако ист со ДУИ, а нивното останување во опозиција повторно ќе нагласам и тврдам тоа одговорно дека само уште повеќе ќе им го зголеми рейтингот. Од друга страна пак јас не сум албанец но и како македонец го чувствувам оној притисок кој што сите, така да речам, аналитичари, политичари, луѓе кои што новинари кои што ги следат политичките процеси, а што се од албанскиот политички корпус, навиваат кон тоа да сите албански политички партии влезат во влада. На крајот сепак е на БЕСА да пресече дали да или не, дали ќе влезе или нема да влезе. Мислам дека има и трета опција, а тоа е да на самиот старт, кога ќе биде гласањето следната недела, не знам, но БЕСА да ја гласа владата, а да нема своји представници.
таква варијанта, слушнав дека и за ДПА дури постои, да дадат на самиот почеток да изгласаат владата, но подоцна да не гласаат, да бидат контра, да бидат во опозиција. Мислам дека таа е и најизвестна варијанта и тоа е можеби и најдобра варијанта за да на крајот од денот и заради самата демократија во Република Македонија да има, затоа што во обратен случај албанците нема да имаат своја опозиција, нема да имаат освен ДПА, нема да имаат друга политичка партија која што ќе се наоѓа во опозициониот блок, а за самото демократско живење е добро да е тоа така. ДПА има само 2 пратеници, така што тоа дефинитивно не би била некоја влијателна опозиција во албанскиот политички кампус, но она што вчера Беса го соопшти, тоа е дека испратиле писмени барања до ЗАЕВ во кои што децидно стои дека се бара редефинирање на земјата, официализирање на албанскиот јазик како службен, еден од главните приоритети, целосно исполнување на тиранската платформа и добро да нема лица кои што се инкриминирани од специјалното јавно обвинителство во новата влада. Сето ова звучи како поставување на услови кои што ЗАЕВ во моментов не може да ги задоволи и еден вид на радикализирање на својата позиција во пресред на одењето во опозиција. Види, за си повторно ги речам, позицијата која што имаат сега Беса, тоа им го дозволува. Предпоставувам дека и кај Дуи и кај Селја постоеле и постојат договори помеѓу нив и Зоран Заев околу реализација на тиранската платформа, но Беса го има тој комодитет како нова и како опозициона во моментов партија да најдиректно застанува позади таа тиранска платформа, која што сега веќе гледаме дека Ахмети и Селја не дека ретерираат, но дека не толку гласно ја експлоатираат како што тоа претходно беше. Инаку, според мене, немам дилема јас дека таа е силно инкорпорирана во новата владина програма која што Заев ќе ја тера. Инаку, по кој основ и Ахмети и Селја би му дале подршка на Заев. Гаранциите не ја уништија тиранската платформа? Нема. Мислам дека гаранциите од Заев не важат за никого. Во принцип, човекот имал можност на многу пати до сега да ни покаже, да ни докаже дека е човек кој што не држи до својот збор, дека е лажго на секој еден збор што ќе го каже човек треба да го мери, да го премерува, дали е тоа вистина или не, а многу често се испоставува дека е лага. Така што тоа што излажа пред македонската јавност и кој што со она писмо за гаранции дека он се откажува, дека никаква платформа нема да има, дека никакво барање нема да има, истата вечер неговите сега идни коалициони партнери, односно Дуи и Алијансата на Селја, кажа дека они стриктно бараат спроведување на таа тиранска платформа и исполнување на сите точки, за кои што пак исто така тврдат дека немало никаков проблем и дека Заев и понатака позитивно гледа. Конечно, ние ќе имаме можност, него сум сигурен дека меѓу првите точки кои што таа нова влада и тоа ново парламентарно мнозинство ќе го имаат како точки за разговарање, ќе биде официализирање на албанскиот јазик или нивни обид за правење на втор службен јазик во Република Македонија. Времето ќе покаже кој бил во право, дали јас или Заев. Но сепак гаранциите кои што ги даде Заев беа еден преседан во Македонија. До сега ниту еден лидер на политичка партија, ни еден мандатар не бил обврзан, не бил ставен во ситуација да треба да направи еден таков чекор за да го добие мандатот за состав на влада. Ако е така како што вие велите, ако не може да се верува дури ни на писмени гаранции, зошто тогаш председателот Иванов во тој момент одлучи да го додели мандатот? Што беше пресудно? Дали настаните од 27 април кои што завршија со насилство? Дали притисокот од меѓународната заедница? Што беше тоа што го прекрши шефот на државата за да донесе една таква одлука? Мислам дека тука протестите на граѓаните кои што 70-80 дена секојдневно протестираа пред владата и собранието и нивната масовност покажа и докажа дека граѓаните не се согласуваат со таа тиранска платформа и дека пак конечно и 27 април покажа и докажа дека граѓаните се спремни на се,
да се спротивстават на таа тиранска платформа. Од тука мислам дека не само на Заев, пред се и на неговите спонзори од како се ја нарекуваат меѓународната заедница, беа тие кои што имаат направено притисок врз него да даде гаранции. Иначе се работи за повторно ќе кажам, за човек кој што не само што има криминално минато. Мислам, има еден куп работи кои што дали е аболициран за 8 милиони со глоба. Пази, саци, ние имавме сите и се уште актуелен неговиот случај, мислам дека се уште е на суд, во кој што најјасно гледаме како бара рекет, како бара за откуп на земјиште, бара евро за него, евро за висето. Значи, тоа замисли кога ќе влезе во белава зграда од спротива, како ќе се однесува тој човек. Тој е човек кој што од нека не било сиромашно, од средно богато семејство, со самото негово доаѓање за градоначалник на Струмица, во овие 10-11 години станува мултимилионер. Возат најотворено, најскупи возила, најскупи играчки за големи деца, гледаме дека си се сликаат, си се возикаат со јахти, со ATV-а, со мотори, со што се не. Сето тоа го има стекнато Зоран Заев во овие 10-11 години како градоначалник на Струмица. Неговиот мотив и порив, предпоставувам, за борба да дојде на власт, да стане председател на влада, мислам дека и неговата, и на брат му, и на целиот клан Заеви е само и само интересот за пари и ништо друго. При тоа, покаже и докажа човекот дека за него нема национален интерес, дека за него не постои Македонија, за него не постои македонски национални интереси, дека цената за доаѓање на власт, каква и да е, кога се работи за националните интереси, тој може да ги даде, да ги продаде, да ги оттуги само за негово доаѓање на власт. Истовремено гледаме како специјалното јавно обвинителство отвара случаи за речиси целото раководство на ВМРО-ДПМН. Колку нивните предмети кои што може да бидат да се зголеми бројот на предмети кои тие ќе ги отворат, особено во следниот месец, кој што е финален месец од нивното работење, доколку нема продолжување на нивниот мандат, известно е дека тоа и нема да се случи. Колку нивните предмети пак влијаат на случувањата во ВМРО-ДПМН и креирањето на нивните политики, имајќи предвид дека буквално од првиот човек на партијата, па можеби речиси до вториот ешалон, сите се под притисокот на специјалното јавно обвинителство. Тоа се стари комунистички методи на водење, начин на водење на политика, со присила, со заплашување на луѓето. Специјалното јавно обвинителство го има веќе колку години и по-скоро во македонската јавност и веќе колку пати имаме говорено околу тоа, но еве повторно да кажам, а тоа е дека тоа е партиска експозитура на СДС. Значи, тие луѓе таму се вработени само и само за да испорачуваат обвиненија против раководството на ВМРО или против секој еден кој што ги поддржува. Знаеме луѓе кои што се работат и во медиуми, кои што се под истраги сега и под притисок на специјалното јавно обвинителство, само и само заради тоа што специјалното јавно обвинителство проценило, односно СДСМ проценил, а СЈО испорачува дека тие луѓе имаат влијание во јавноста и дека би било добро да бидат под притисок на тоа специјално јавно обвинителство. Дали преку СЈО или преку основното јавно обвинителство, јас очекувам дека и во наредниот период ќе има пресконференции, обвиненија, истраги за голем број на луѓе кои што они ценат дека се влијателни во јавноста и дека има луѓе кои што ги гласаат, кои што им веруваат, кои што ги поддржуваат и дека рейтингот кој што го има ВМРО се базира на тие луѓе. Секој еден таков кој што СДС, сценаристите, меѓународната ќе проценат дека е таков, треба да очекува дека ќе биде нападнат, атакуван,
дали преку обвинителни акти, дали преку друг начин на притисок, секој еден од тие луѓе ќе го има тој притисок. Тоа не е нова работа, тоа е видено од 2002-2003 година во Македонија. Да те подсетам, тогаш имаше и физички ликвидации. Има Диме Пошторот, Горан Ѓоргиевски Мујо, беа ликвидирани само и само затоа што биле бранители или затоа што ете и во тој свет на бранителите имале големи влијанија кај луѓето. Се надевам сега овој пат дека нема да има ликвидации физички, но дека ќе има такви процеси во кои што они на секој начин ќе вршат притисоци врз луѓето, тоа секако дека ќе биде. Исто таков притисок очекувам дека ќе имаат и медиумите. И ние гледаме сега во периодов дека одреден број на медиуми се под притисок. Едноставно тоа е нешто кое што сега на почетокот ќе биде исклучително силно и ние сите треба да го очекуваме како такво, но верувам дека пак од друга страна за кратко време бројот наречен СДС ДУИ ќе ги појави сите аномалии кои што ги има. Треба да се подсетиме саци дека сепак тоа се две партии кои што едните за другите и во текот на кампањата и во текот на овие 2 години направија многу лошо една за друга, да не заборавиме дека пак од друга страна Заев е тој кој што на ДУИ и на Ахмети им одзема 5-60 гласови. Секако дека ДУИ и Ахмети ќе направат се да си ги вратат тие гласови на своје конто, надпреварувајќи се во идно време со Заев на темата кој е поголем албанец. Заев ќе биде принуден во наредниот период да им ги спорача, затоа што пак од друга страна и ДУИ и еве и Селја ќе бараат од него материјал со кој што они ќе можат пред своите гласачи да излегуваат. Се вратиме на тие гаранции. Како тогаш Заев ќе изигра? Што ќе прави? Ќе мора да излезе со некои заеднички програми, некои заеднички проекти кои што ќе треба да ги задоволи албанските гласачи. Она што им ветуваше, нели, ветуваше дека канализации ќе прави по Липково, дека канализации ќе прави по Рачиново, ред работи кои што ги има ветувано, граѓаните во наредниот период, за краток период, ќе бараат после оние сите циркуси на СЈО и се луѓето сакаат вработување, ќе сакаат подобар стандард, ќе сакаат подобар живот, ќе сакаат подобра инфраструктура. Тоа се прашањата на кои што ќе треба Заев да дава одговори, а не само и само да не замајува и да не со СЈО и со такви глупости. Видовме последната анкета на Американскиот републикански институт покажа дека и постизборно рейтингот на ВМРО ДПМН и на Никола Груевски е драстично повисок од оној на Зоран Заев и на Социјалдемократскиот сојуз. За неколку месеци ни предстојат локални избори. Според договорот на партиите, тие треба да се случат некаде околу 15 октомври. Каков исход очекувате од локалните избори и колку е се уште жива можноста за одржување на предвремени парламентарни избори? Се чини дека риториката со барање за одржување на предвремени избори опадна со замирањето на протестите за заедничка Македонија. Па види, колку е жива. Жива е се до оној момент постојано ќе биде предвремените парламентарни избори, секогаш ќе бидат цаци сега во игра. Зашто? Затоа што еден Селја ќе може да ги предизвика тие предвремени парламентарни избори, за жал, но тоа е реалност. Значи, он со своите 2-3 пратеника колку што ќе има, ќе може во било кој момент со нога да влезе кај Заев во кабинет и да побара она што на него ќе му кефне во главата, и од тука јас тврдам дека функционирањето на оваа влада која што сега ја составува Заев ќе биде исклучително тешко за работа, не само по бројот на пратеници, него по односот на партиите према Заев. Од друга страна, што сето тоа, јас пак ќе ти повторам, ќе биде гласно промовирано како, еве, сега ќе ги именувам, повторно ги употребувам нивните две имиња, ама како председатели на партии, дали е Ахмети, дали е Селја, секогаш они ќе имаат нешто плюс барање за албанскиот корпус на гласачи од оно што Заев ќе биде спремен да им испорача, а тоа вешто ќе го прават, сигурно и многу често ќе го прават,
во обид да им се докажат на албанците дека ете тие се тие кои што се грижат за нив. Дека не е Заев тој витез на бел конј кој што ќе дава подобар начин на живење. Така што повторно ќе кажам, маневарскиот простор кој што ќе го има сега Заев во идниот период ќе биде исклучително мал и ќе биде таков да во секој еден момент можеме ние да очекуваме дека некоја од овие две албански партии или пак ако на крајот ако сакаш, пази и во самиот СДС, тоа не е само на СДС пратеници, па и само на СДС да се пратеници. Еве јас сум бил пратеник во еден мандат. И јас знам психологијата на пратениците. И јас те уверувам дека после првиот, вториот месец, после новите пратеници кои што се прв пат кои што ќе влезат во собранието, после нивното воодушевување од нивната важност дека станале пратеници, они ќе бидат под притисок на своите гласачи. Они живеат во некои одредени средини и во тие средини луѓето си имаат своји потреби и барања. Неможноста на Заев да им ги реализира барањата на тие поединечни пратеници, веќе ќе почнат дел од нив да искажуваат негодување и несогласување со СДС, поготово ако почувствуваат, а тоа за многу скоро ќе почувствуваат, дека они ќе видат само, зборувам за оние од СДС, ќе видат само една гласачка машина, која што се што ќе побара СДС од нив, ќе треба да изгласаат, а албанците ќе бидат тие кои што ќе уценуваат, ќе бараат плюс, ќе мора да им се задоволува. Сето тоа после некое многу кратко време ќе пукне и ќе се појават пратеници кои што нема да се согласуваат со начинот на такво функционирање. Да дојдам повторно на крајот, оттука тврдам дека за релативно кратко време, дали тоа ќе биде заедно во октомври со локалните, конечно, кога се работи за заевци, не можеме да бидеме сигурни дека во октомври ќе бидат изборите. Човекот, да не се враќаме сега повторно, но има многу пати кажано и излажано, така да, еве да се, тргнувајќи од тоа дека ќе бидат, да веруваме дека ќе бидат во октомври, ако тогаш не се парламентарните заедно со локалните, има големи шанси на пролет следната година веќе да ги имаме ние тие нови парламентарни избори. Што до тогаш? Што очекуваш да бидат приоритетите на владата која што СДСМ ја нарекува реформска, додека пак ВМРО ДПМН постојано ја ослобува како тиранска или влада наметната однадвор која има за цел да го промени уставното име? Која е вистината? За кои ќе бидат приоритетите на оваа нова влада? И јас си би ја нарекол тиранска влада, затоа што сепак таа тиранска платформа беше услов да не се создаде влада ВМРО ДУИ. Од друга страна, таа тиранска платформа беше услов да се создаде коалиција СДСМ ДУИ. Јас велам СДСМ ДУИ затоа што сепак ДУИ е клучниот играч во создавањето на сегашната влада. Да не беше тиранската платформа, ние веќе ќе имавме активна влада помеѓу ВМРО и ДУИ. Токму таа тиранска платформа беше кочницата која што не дозволи да се спроведува. Оттука верувам дека во наредниот период ние ќе имаме точка по точка, почнувајќи од јазикот, за кој што да напоменам 15 години е ДУИ во влада. Од 2002 година без малку во континуитет 15 години до 2017. Они ги знае што уставот им дозволува. Зошто тој закон за јазици, ако им дозволувал нешто повеќе од овој постојниот, не го спровеле? Се пазареле тогаш со ВМРО, за пари тоа го правеле, за некои други интереси, за некои функции лични своји го правеле. Не ги интересирале албанците, не ги интересирале правата на албанците, јазикот не им бил важен во овие 15 години, или сега им текна дека нешто плюс може. Зашто ова го говорам саци? Затоа што и на ДУИ му било јасно дека максимумот од уставот по правата на јазиците е дозволено и е направено. Они сега ќе се обидат, како што го направи она со Талат Джафери, прекршувајќи го уставот, прекршувајќи го законот, прекршувајќи деловници, да донесат некои закони со кои што ќе излезат пред јавноста.
нема да ме чуди во наредниот период. Токму тоа, као што видовме со талат шофери, со недоволен број на пратеници или против устав, иако уставот не налага дека тој закон однапред се гледа дека ќе биде неуставен, да носат такви закони, повторно задоволувајќи ги само краткорочно интересите пред своите гласачи. Ќе биде ли името меѓу приоритетите? Тоа мислам дека ќе биде главна работа. Името секако. Јас не сум слушнал некој сега од овие потенцијални нови владини коалиционери да не на прво место да не кажува дека приоритети за нив и меѓународна заедница дополнително дека приоритети за нив не се ЕУ и НАТО. Ако знаеме дека основен услов за влез, поготово јас сум скептик околу тоа ЕУ, не од нешто дека ние не сме Европа или дека Европската унија не чини, но тоа е политичка творба која што треба дефинитивно да се реформира. Таму се деси Брекзит, таму се случуваат разноразни незадоволства и многу е известно дека тоа треба да има и ќе има некои промени. Откога ќе се случат, ние ќе знаеме кон што тежнееме. Сега тежнееме кога зборуваме ние сакаме во ЕУ, сакаме во нешто кое што гледаме дека шкрипи, дека треба да се смени, дали ќе има 2 брзини, 3 брзини, во која брзина нас ќе не става, така да ЕУ да го тргнеме на страна, но она што според мене е приоритет и кое што реално е добро на Македонија да и се случи, тоа е да влезе во најмокна во моментов воено-политичка организација, тоа е Северноатланската алијанса или попозната во Македонија како НАТО сојуз. Не можам да не подсетам дека 2008 година лично председателот на Соединетите Американски држави рече дека наредниот ден во Букурешт Македонија ќе стане полноправна членка на НАТО. Зашто ова го кажувам? Затоа што уште 2008 година ние сме ги имале сите услови исполнето како земја за да можеме да станеме полноправна членка на НАТО. Еден само услов немавме исполнето, односно не еден не сме имали исполнето, него како причина беше поставена за да стави Грција вето, а тоа е нашето уставно име Република Македонија. Од тука мислам дека СДС и албанците во наредниот период ќе се обидат на секаков начин да направат промена на нашето уставно име и да го исполнат тој услов за влез во НАТО. Како тоа ќе го направат? Што ќе прават? Не знам. Не им ги знам сценаријата во тој дел, но е за очекување дека во теков на оваа година дека ние ќе имаме таква агенда во која што Заев и албанците ќе тргнат кон промена на нашето уставно име и тоа би било многу опасна работа. Јас 100 пати сум говорил, сум предупредувал што би значило промена на нашето уставно име, но тоа е нешто кое што е за очекување и нешто што е за очекување како пак од друга страна оно што веќе го зборевме дека во истиот тој период, во истото тоа време ќе имаме канонада на обвиненија, на кампањи, на пропаганда против секој еден политичар во ВМРО или во опозиција, во иднава сега опозиција која што ќе биде, аналитичар, новинар, кој што ќе го брани уставното име, кој што ќе ги брани, ќе заговора по инаква политика од она која што ќе биде на СДС и на албанците. Господине Пандов, ви благодарам што бевте денеска во Пулт на Радио Слободна Македонија и што ги споделивте вашите размислувања околу актуелните политички настави. Благодарам за поканата. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Почитувани слушатели, овде ја заклучувам денешната емисија, денешното издание на емисијата Пулт. Имавте можност да го проследите мојот разговор со аналитичарот Александар Пандов. Зборувавме за очекувањата од новата влада, составот на идната влада, дали БЕСА ќе биде дел од новиот владин состав, како ќе се однесува ВМРО ДПМН во периодот кој што доаѓа и што ќе се случува на локалните избори кои треба да се одржат во октомври. Ова интервју можете да го погледнете и на rsm.mk и на нашиот YouTube канал. Овде ви се заблагодарувам за вашето внимание, за вашата доверба и ве поканувам да останете на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија. Јас сум Славица Арсова, уредник и водител на емисијата Пулт во продукција на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Имајте пријатен ден. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија
со Славица Арсова.